Старост е кога свекичките чинат повеќе од тортата. Добро вечер. Добро вечер. Здраво, газдарица. Здраво. Слушнав дека бараш конобар. Да, барам конобар. Па имаш конобар. О, па супер. Дали сакаш 25.000 плата од понеделник? Чекај. Што? Значи не ме интересира твоите услови, ја моите услови да ти ги кажам. Значи имам 10 години искуство. Плата 45.000, работам 5 дена, 2 дена врзани одмарам и 10 дена одмор у ноември. 45.000. Нема шанси, ја немам толку пари. Осигуран на 45.000, не на минималец. Нема шанси толку да ти дадам плата. Нема шанси. Вака, са тешки времења се еди визитка. Ако случајно нешто се предомислиш, барај ме слободно. 45.000 плата, каква ароганција, ова млади бе се ептено отидени бе, ле. Добар ден. Добар ден. Добре сте? Добро, фала. Слушнав дека барате конобар. Да, барам. Одлично. Еве го, се пријавувам. Искуство имаш? Па искуство немам, ама ќе научам, не сум мутав. Видете газдарица. Јас сум даскал. Добро. И сега сум на распуст. И си викам, тај бе горе не заработи уште некоја парица и затоа дојдов да се пријавам. Ама ќе научам брзо, не се кире. Добро, 25.000 плата и да почнеш од понеделник. Ај уште еднаш повторете. 25.000 плата. 25.000 Па да. плата. Па што? Чекај бе газдарице, па јас сум ти високо образован кадар бе. Испод 50.000 муабет не прав. Така се знаеш. Нема шанси тоа. Не, Што? јас немам толку пари. Да. Ако немаш, ми ја гајле. Ај пријатно. Види го бе, види. Леле, луѓе. Добар ден. Добар ден. Барате конобар, така? Да, бара. И па вака да ви кажам, јас имам 20 годишно искуство, 2 години работев и во Хрватска, знам како со луѓе. Плата? Па 1000 евра, 1000 евра осигурана пуна сума и тоа е тоа, мислам, што да ви кажам. И види, дечко, да ти кажем, јас 1000 евра немам пари толку да ти дадам. Па добро, да имате здравје, ама искуството се плаќа, како да ви Како кажам. искуство, дечко, 1000 евра? Што да ви кажам, ви благодарам многу. Пријатно. Пријат. Луке. Па јас најлуке биде да му се јавам на тој младиот, тој најскромен излез. Чекај. Ало? Лили, газдарицата на телефон. Вака, јас ја прифаќам вашата плата од 45.000 денари, осигуран на цела сума и одмор во ноември. Да. Леле, фала многу, фала ви многу, што прифативте, фала многу. Пријатно. Леле, какво време дојде. Да бидеш благодарен ако дојде на работа, Па мајсторе, честито работа. Браво е. Прави професионалци сме. Како сме изработиле газдарица, Лили, ви реков ќе ме прими, ви реков. Абе, мозок си. Па кога се јави за 2 минути испаничена, добро, дојди. А што ќе прави? Абе, убаво речено е у филмот. Гомнарот со гомнарска цевка се со гомнарска цевка. Идам ја дока газдарица Лили сега да утаначам детаји за работата, а вас ве чекам од понеделник на така частама една тура сте заслужиле. Абе, доаѓаме. Тајфа сме, тајфа. Така е. Ајде. Значи, идејата му е прекрасна. Стално треба вака да прави. Чап, разбираш? Манипулација, не? Кој ги шиша, бе? Луѓе нема зашто ги шиша. Шо? Добар ден, господине. Дали може кратка анкета? Може, бе, зашо да не може? За реконструкцијата на владата, што ќе кажете? Да ти кажам, среќен сум, 2 дена од кафана немам излезено. Да бидам искрен, едно другарче стана министар, па ми вети некој тендерче. Ама за жал пред пола саат сватив дека им ветил уште на 10 другари. Премиерот Христијан Мицковски по завршувањето на мандатот нема да се кандидира за председател на државата, туку ќе се врати на факултет. Се шо да... Еве, ќе клекнам на колена да го молам да стане да се кандидира за председател. Ве молам се, па не се глупирајте, ајде се, ве молам. Мислам, тешко на студентите кој ќе им се врати таму на факултет, нервозен,
и без власт ќе им става петки со сласт. Опозицијата се закани, нема враќање на факултет, туку одговорност за криминалите, за изолацијата на државата. Браво, мислам. Абе, на времето Љупчо му се закануваше дека ќе го апси Бранко, па после Заев му се закануваше на Грујо, па Грујо одле пршал гепек. Па Мицко се закануваше дека ќе го апси Заев и пола СДСМ, сега Венко му се заканува на Христијан и така се у круг, ме разбираш, кучињата лаат, карванот си врви и со децени МКП. Што ви значи тоа? Чича, мича, килава прича, бе, дечко, тоа значи. Изборниот законник повторно ги раскара партиите, има илјадници амандмани. Абе, партиите се колват како петлиња. Јас ти гарантирам да им ставиш една ружа во вазна и да им кажеш да дебатираат околу ружата и околу тоа ќе се расправат. Едни ќе викаат дека ружата е бела, други ќе викаат дека ружата е црвена, трети ќе викаат ружата е овената, четврти ќе викаат не е ружа, карамфил. И на крај од мака ружата ќе пукне. Во 2027 ќе поевтини струјата, најави премиерот. Струјата ќе поевтини, бензините ќе поевтинат, храната ќе поевтини. Па до кога ќе оди оваа ефтиноќа, бе, луѓе? Абе, ми се иде да отидам кај шефот и да му кажам: шефе, те молам, намали ми ја плата од 30.000 денари, нема смисла јас да зимам 30.000 на оваа ефтиноќа. И уште нешто ќе му кажам: шефе, те молам, не ми давај К15, заради тоа што од која све поевтини, јас секој месец си штедам по 200 евра, така да не ми треба твојот К15. Државниот завод за статистика лани регистрирал 911 бесправно изградени објекти, што значи дека секој ден никнувале по најмалку 2 дивоградби. Дечко, на нас мајмунџелуците ни се укрвта. Да ти кажам, 94% од населението ужива кога прави ујдурми. А што е со останатите 6%? Останатите 6% се бебиња и деца и кои ќе пораснат и они ќе прават глупости. Чао! Ајде, чао. Извинете, господине. Многу брзам. Само кратко, на кратко само. Се зезам, радосен сум. Добро се сеќате, добро се. Радосен сум, ептен сум радосен. Добро, господине. Не знам зашто сум радосен, ама сум радосен. Така, добро. Така е. Да започнеме, Може. Добар ден. Добар ден. Странски туристи, господине, дошле да ја посетат нашата прекрасна земја и додека се возеле во автобус, возачот си пушел цигара внатре и одбивал да им пушти клима. Тие го замолиле да не пуши цигари, а тој им рекол само или напуштете го возилото, или држете се устата затворена. Пофино им рекол. Значи види, според мене овој возач е прав македонски човеколюбец. Значи не им пушта клима на странците. Клима е опасна работа. Може стомагот да здоболи, синуси да расипеш ово. Значи он ги сака странските туристи, не уклучува клима. Втора работа пуши. Па може типчева емоционално, нервозно, и он ќе си запали цигарче, ќе си се смири. И ќе си вози безбедно, нема да направи сообраќајка. Значи тоа е пак во интерес на странските туристи. И трето им вика држете устите затворени. Па отворена уста е опасност, бе, може мува да ти влезе. Така, чадото цигарата ќе ти влезе. И затоа држи уста затворена. Овој македонски возач на автобус, значи он е класичен пример за македонската широкоградост и култура, која што е во постојано опаѓање, пошто овдека секој прави што ќе му се кефне. Да заклучиме, овие странски туристи втор пат нема да ги видиме во Македонија. А овој возачов и понатаму ќе си пуши автобус. Да. Господине, Добро го кажав. Одлично го кажавте. Според опозицијата, 80% од идните пензионери кои ќе се пензионираат во период од 2030 до 2032 година нема да можат да обезбедат ниту минимална пензија. Лаже бе езде, забајде бе од кај такви муавети бе, глупости. Баш сега да прерачунам, значи ја имам уште 5 години до пензија, 26-та, 5-31. Тогаш ќе одам. Значи ќе имате мизерна пензија. Абе, СДС ќе го слушаш? Ја ќе имам супер пензија. Ама еве нека биде и мизерна пензијата. Не ми ја гајле бе. Мене знаеш ли што ми ја гајле? Што ви е? Бугарите да не влезат во уставот. Да бидеме горди и достоинствени, да бидеме слободни, да не подклекнеме под никаков диктат. Абе ако треба и треба ќе јадам. Ама Мицко и компанија вечно ќе ги славам. И одгоре ќе ги славам. Ви благодарам, Да, господине. многу сум весел, многу сум весел. Имајте убав ден. Ајде.
Ајде напред. Добар ден, професоре. Добар ден. Па вие, ајде, повели. Дали може да полагам? Како не, бе, дете, како не? Мал јубилеј, професоре, 5-ти пат ми е. Па сега, како да ти кажам, за шеска мора да загрееш столица. Абе, загревам столица, професоре, ама джабе не ми иде у глава. Што да правам? Ајде, влечи прашање. Ајде. Чекај, се. Прво, ово не го знам. Второ, и така. Трето, професор, сега 30 години. Со оваа динамика на полагање, на 50 ќе дипломирам. Дај нешто да измислиме. Некој решение, а? Не ве разбирам сега. Па нешто да се договориме. Да не сакаш да ми даеш 300 евра, а? Абе, шо ме мислиш ти мене наивен ко онаа професорка од турскиот студент што барала 300 евра? Ајде, ако ги знаеш прашањата, одговарај, ако не... Абе, професоре, не мислев ја мито да ви давам сега, мислам. А што мислевте? Па мислев нови прашања да ми дајете. А са, шо, ќе се ценкам овде. Имаш 10 минути, направи си концепт и одговари. Професоре, абе... Чекај, полека, извини малце, морам да разговарам нешто. Ало, Митре! Овде е професор Стојановски. Дали имаш од тие хидрофорите уште кај тебе од дуќан за кај мене у викендица? Колку коштаат тие убаите? 320 евра? Слушај, Митре, зачувај ми еден. Па ќе се почастам, бе, роден ден ми е. Ајде, за сад време доаѓам, имам тука испит со еден студент, да завршам, доаѓам. Ајде, чао, Митре, чао. Среќен роден ден, професоре. Фала, одговарај ако ги знаеш. Професоре, бидејќи ви е роден ден, не е убаво да ве задржувам многу, не е пристојно. Имам една молба за вас. Кажете? Сакам да ви го купам хидрофорот како подарок за роден ден. Тоа не е мито, подарок е и нема обележани банкноти, нема полиција, тоа е само респект од мене кон вас. Што велите, а? Велам дека е глупо да ве одбијам, го прифаќам подарокот, а за возврат ќе ве частам индијанка и боза. Одлично. Каде ви е викендицата? Скопска Црна Гора. Сега ќе ве замолам, пошто е тешко тоа да не се килувам, ќе ми помогнете да однесам хидрофорот до викендицата и таму по една ракијче ќе се напиеме, ќе ве почастам. Па имаме повеќе причини да залееме, мислам, роден ден ви е, нели нов хидрофор, шеска кај мене. Каква шеска, бе, дечко? Осмица, бе, каква шеска, ајде. Осмица, дај ваму индексот. Ти плачеш? Јагода, плачеш? Па плачам. Па зошто плачеш? Па ми пиша дечко ми на Фейсбук дека ми раскинува се фатил со некоја колешка од работа. На Фейсбук ти раскинува, Да. дечко. Леш периште едно говедо едно, Место да се соочи со тебе, у 4 очи ти објасни кај е проблемот, он на Фейсбук. Абе ја мислам ќе ме земе за жена, бе, 2 месеца идеме, бе. Он ме ишутира како празен кофер. Не се секирај, бе, он губи, не ти. Абе како он губи, не јас? Како он губи? Он губи жена убава како што си ти. А ти знаеш што добиваш? Ти добиваш слобода. Извини да те прашам, шо ке ти е, бе, таква кукавица што се вуцара по секоја женска сукња? Шо Абе ке ти не е? е така, не е така, ја останувам без дечко. Кој ќе ме гушка навечер, бе? Јас сум умрена за гушкање, кој ќе ме гушка? Полека, не се секирај. Имам јас еден братучет, прв братучет ме. Многу солиден човек, домаќин човек. Има добар бизнис, има бајги паричка. Така е, шармантен, згоден, сакаш да го видиш? Момент. Ајде одма. Злате. Види. Не е лошо Чек, ти кажеш. не.
Види? А зашто црно обличен бе, да не е вдовец? Не бе каков вдовец. Не бе, ја бе цел живот е ерген. Да не е од левица бе. Абе, каква левица, него општа политика не го интересира. Значи, мој Злат е космополит човек. За него нема жени, мажи, црни, бели. Сите ги поштува. А носи црно заради тоа што таква му е професијата. А шо работе? Има погребално друштво. Гробар. Значи ти сакаш мене да ме наместиш на гробар. Чекај, бе, не избрзувај. Значи, вака те молам, сослушаме што сакам да ти кажеш. Шо сакаш да ми кажеш? Во денешно време, гробарската професија е една од најубавите професии. Значи, најпрофитабилни. Слушај ме, еве ти доказ, еве вчера читам податоци. Во Македонија лани, дали знаеш колку бебиња се родила? Не. Помалку 16.000. А знаеш колку луѓе умреле? Колку? Поише од 20.000. Да. Статистички веќе е докажано дека Македонија старее. Имаме многу пензионери. Пензионерите за кај се спремаат, бе, Јаготче? За матурска или за летање? За летање. Па братучет ми Злата, ќе има работа во наредниве децени, знаеш колку ќе има работа? Да, точно. Работа, тоа значи пари. И плюс братучет ми е многу галантен човек. Оди по кафани, шета ми светот, тебе ќе те шета. Добра, јас се те разбирам. Ама он е гробар. Јас и он за шо ќе си разговараме, бе? Колку теми има за разговор, ти ќе му кажеш како си поминала на работа, така? Да. Он ќе ти раскаже како му поминал денот. Фудбалче, она, мислам ќе се зезате, игрици, на телефонче. Значи не се секирај, бе. И што е многу значајно, он не може тебе да те превари со женско од работа. Ако ме сваќаш, што сакам да ти кажам. Тачно. Е па така? Ајде, Така. договори. Сакаш? О, ептен. Нема да сгрешиш, верувај ми. Чекај. Ало, Злате. Имам една прекрасна колешка на работа, Јагода се вика, права дама. Да, малце разговаравме за тебе и сака да те запознае. Кога си слободен? Утре во 9. Договорено, јас ќе ја донесам јаготка. Супер, чао. Средано. Конечно и јас си најдов сродна душа. Лайк. Шо е бе, другарче, шо ме гледаш така зачудено? Намалуваме кафана, влагаме у теретана, другарче. Или што би рекле, србите, менјамо стил живота. Шо? И ти скептик ко некои други, а? Абе, слушай да ти кажам на тебе и другите скептици. Ја, ко ќе решам да менувам нешто на мене, кај мене проработува некој Инат Мариовски и одам до крај. Е така, на мој 28 години упишав факултет. И скептици века, абе, ој е 20 заврши, средно факултет ќе заврши. Абе, ме фати Инат, го завршив за 4 години. А пред 2 години ме стегна некоја средовечна криза кај мажите нашо не фаќа. И па осетив некоја потреба за промена. И на тие години мажите или купуваат мотор или се тетовираат. Е сега ја немав пари за мотор, ама затоа си се тетовирав. И се релаксирав 1-2 години. И пред месец дена седам у кафана, ме фати некоја монотонија, све, секој ден, све едно исти муабети. И од тогаш напуштив кафана и влегов у теретана. И еве месец дена, секој ден идам на вежбање. Почињам со текчиња за гревање, знаеш. Сега не се амбицирам многу, со помаливе, уште сум ко скакулец, како да ти кажам, полека. Значи вежбам тегови, па седнувам на една справа, па на друга, трета и така натаму. И си ги поминувам справите, по 3 серии на секоја справа. Иначе овде дечкиве што не тренират, супер дечки се. И знаеш, кога тренираш, земаш воздух, испушташ воздух, земаш воздух, испушташ воздух. Е сега, кога земаш воздух, ти доаѓа некако убаво, несуваш убава енергија. Ако испушташ воздух, ја испушташ лошата енергија. И така, кога ќе се навежбам, дома сидам, како да ти кажам, ко на рането бебе.
Абе, на ранеца ми е и телото, и душата, прекрасно се чувствам. И сега некои викаат, ајде, тamo идеш да гледаш женски. Везе нема. Значи, ја кога ќе влезам у теретана, ги затварам овие очи, ги отварам оние што ги викаат натрешни очи. Гледам у себе и за себе. Вежбам, и така почна да ти кажам да ми се враќа некоја самодоверба, бе, другарче. Многу ми е убаво да ти кажам. Оваа промена многу ми годи. И не размислувам на глупости. И затоа и тебе ти советувам, доста бе по кафани, бе, бистриш таму политика со оние секој ден се исто. Менувај се, друже, менувај се на позитивно. Ајде, другар, идеме сега да вежбаме. Батали кафани. За година дена се правам Шварценегер, ќе видиш, одинат на сите. Извини, имаш една минута нешто да ти кажам. Сакам да ви известам дека во текот на ноќта, во период помеѓу 2 и 3 часот по полноќ, јас бев нападнат во мојата кујна од страна на 300 грамско чоколадо со лешници, но благодарение на мојата градба употребив јака физичка сила и успешно успеав да се одбранам. Сите ребра му ги скршив, парче го направив, у зуб го ставив. Значи, ме гледате мене вахов, ама да го видите него, родена мајка не може да го препознае. Ај друг пат ќе правиме муабет. Бајги Жешкичко, а кај дај ќе пукнат и 40 степени. Нормално, лето е. Како ги издржувате горештиниве? Ке се разладиш, ке ова, ке она, пивце ладно. Те и тоа. Не ве поти пивот? Па, у куќа не. Напи се, истуширај се и легни се. Клима имате, користите? Клима имаме, никогаш во живот не сум користел клима преку лето. Дома климата и И цело време сте на клима? не цело, кој многу овако и гасам шуќе. Не ми требаше. Едно 5 сати сигурно си работи. По 3-4 сати сега во последно време. Како се сноѓате кои ќе пукнат 40 степени? Со клима, двор, ладно и така. Клима колку користите во текот на денот? Па многу малку бидејќи ми смета. Што чувствувате кога ќе пуштите клима? Глава ме боли од нејзе. Добре. Не ми смета. Не ми смета. Ќе работите физичка работа, ќе се испотите и после немате гајле. Нема, 20 години ја не знам што е апче. 20 години. Цигари не пушам, алкохол не пијам и снагата ми бара организмот физичка работа. Клима употребувате ли? Каде дома? Да. Не. Ја уште работам. Каде? Граđevina, уште работам. Али под сенка мало тамо, вамо и тоа е. Поминува. Али кога е моло 40, негде до 12 работиме и више не работи. Како се справуваш со топлото? Никако. Клима дома и ништо поише. И ладни тушеви. Ништо поише не можеш. Сега вака надвор, нека пратен сега до лабораторија да отидам, ми се плачува што е топло. Тешко. Поготово некој што има посла во здравје. Многу тешко. Ако мора ќе излези, нема кој друг и така. Клима? Клима има, ама и таа не е здрава многу за употреба. А ја употребувате ли? Па многу кратко колку да промениме се дома атмосферата и гасиме. Пушта, сопругата, ама ја се тргам на страна. Ве нервира климата, а? Не да ме нервира, него неќум да ми нешто промените. Се знам да излизам почесто надвор, се прилагодувам, неќум да има големи разлики. Жешко, па ти излеземе надвор и со шишиња се прскаме колку деца. Стварно? Во двор? Во двор што направи, тоа е. Со сопругата? Па не со сопругата, со внуката. Немам гајде од тоа. Види како се облечувам. Нема. Па да видиме. Баш спортски сте, така елегантно спортски, супер.
Да. Жешково како го издржувате? Никако еден точок. Се разладувате со точак? Да, Клима користите ли? да. Ама не на точок, дома, Постојано е вклучена? постојано. И цел ден сте со клима? Па, може да се рече. Добро, нели ви студи? Нели ви влегува ладното во коски? Не. Клима нема моментално, вентилатор ќе си пуштиш. И така. Едно е јасно. Секој човек различно ја доживува жештината. Моето лично искуство е вакво. Пиење вода по најмалку 2 литра во денот, бегање од клима, бидејќи колку повеќе користиш клима, толку повеќе си нервозен кога си надвор, туширање 2 пати со млака водичка и утринско пешачење кое дава термобаланс во текот на денот. Втората тема е посветена на комшиите. Во последно време забележувам дека на некои соседи им е тешко да кажат добар ден. Има ли добар ден и добро утро со комшиите? Со некој има, со некој нема, да ви кажам. Поминува покрај тебе и ништо не ти кажа. Не, бе, кој те зборува, кој те ферма сега? Никој. Не беше како порано така? Па како порано? Друго е. Порано ќе те видеше комшија здраво, како си. Ајде во кафе, ајмо ова, ајмо таму, сега. Ништо. Дали кажуваш добро утро, добар ден на повозрасните луѓе? Да, морам. Дел од дената и на комшиите исто. Кога ќе се види некој, мора да се каже. Исто и во маркет, дали ако влезеш со некој, мора. Некако се изгуби малце, полека се губи тоа, како да, шо знам, таква е времето ли, не знам што е работата. Што е толку тешко да кажеш добар ден на комшија? Па ете, луѓето се малце, што се вика, со стресови, такво време, малце брзо време, пари за ова кредити, задужени, не име ни до добар ден, ни добро утро, ни до ништо. Беше тоа порано. Сега? Сега секој за себе си гледа, дури избегаат понекогаш и добар ден ти рече, ќе се тргне на страна додека не го видиш. Тоа не можам да го разберам. Толку ли е тешко да се каже добар ден? И јас така размислувам. Во поново време од младиве е многу неочекувано, зашто а и не се нервирам, не се ни им замерам, зашто тоа е воспитување парвен домашно, а мислам дека сега многу е слабо домашното воспитување. Кај младиве деца запустено, а тоа е само вина на родителите. Има ли комши што не викаат добар ден? А има. Ја трга глава. Да, Зошто го прави тоа? љубомора. Со комшиите живееме како браќа. Браво, така треба. Така треба, го помогам, ми помога. Па јас до сега беричата што вика старите, супер си живеам со моиве. И што се еди, значи во паркче, во градинка, се дружи околу, што има комши, девојчиња која моја возраст. Овој одговор најмногу бендисува. 5-6 години во село Глуво живееме. Децата се толку културни. Значи, толку добро воспитани, јас сум останал шокиран. Едно дете нема да помине да не ти каже добар ден, добро вечер, како сте, што работите. Па тоа во град ми се чини дека го нема. Не знам. Еднаш ка нарачавме пелети, дојде еден куп пелети, леле, викам што ќе правам се, ова ќе се утепам. Дојдоа 3 дечиња, так. Помогна, значи неверојатно, да. Да. Сите деца се таму многу добро воспитани. За крај, одиме со весела математика. Колку години имате? Јас 69. 69 години, сега ќе ви пресметам колку денови сте жив. 69 по 365, 25.000 денови. И 100. Браво. Многу, а? Па прилично многу. Брзо ли помина? Тем брзо. Ова ви се резултатите од лабораторија. Да, Како сте? одлично. Топ се резултатите. Супер. Нема шекер, нема холестерол. Ништо, све е во ред. Браво. Колку години имате? 66. 66 години. Да. Знаете ли колку се тоа денови? Вие сте жив 24.000 денови. Па добро, не е многу. Не е тама работа. До 100 има уште. Па не мора до 100, ама барем да тераме како до сега. Колку ви е планот? Колку би сакали? А са план не може да имаш. Колку би сакали? А ти викаш 100. Брзо ли побина овие 24.000 денови? Па реално да. Вие колку години имате? 67. 67 момент.
Вие сте жив 24.000 денови, 455, значи 24.000 денови. Да. Толку, значи... Брзо помина? Брзо. Дори не е свесен човек кога отида. 71 година. Вие сте жив 25.000 денови. Така е, така е. Така е. Честитки! Да, фала. Кој период од животот ви беше најубав? Па ми беше бивша Југославија која беше. Тогаш ни беше животот најдобро. Сега јас сум работив, ама не го платија стажот и така останав социјална пензија сега. Колку е пензијат? 8.000. Кога ќе ги земам, идам струја, платам 4.000, платам интернет, платам вода, 500 динари ме останува. 65. 65. Добро, Горан. И што Сега ќе правиме? ви кажеме колку денови сте жив. 23.000 денови и 700. Добро. Брзо ли помина? Брзо. Кој период од животот ви беше најинтересен, најубав? Кога дојдов во Скопје, 80-та кога умре Тито. Го памтите денот кога умре Тито? Да, да. Па тогаш дојдов во Скопје. Баш на 4 мај. Да, А од каде дојдовте? од Прилеп. Тогаш се преселивте во Скопје? Да, да, да. Тогаш се преселив во Скопје. Значи, Скопје ви е пубаво од Прилеп? Пубаво. 35. Вие сте жива точно 12.775 денови. Како ви поминаа овие 12.775 денови? Бурно. Авантуристички, горе, доле, падни, стани, Господ секогаш со мене. Јас пак го искушувам, пак против Господ, он пак ми вика те сакам, врати се чедо, те сакам и секогаш е со мене. Прекрасно. Пресрекна сум. Живееме илјадници денови, а на крај кога ќе повлечеме црта, сваќаме дека се поминало како сенка. Токму затоа, да бидеме мудри и секој нов ден да го доживуваме како можност за радост, креативност и убави емоции. Се друго е бесполезно трошење време и расфрлање на дарот наречен живот. На 7 јули го празнуваме раѓањето на Свети Јован Крстител, празник познат како Иванден. 6 месеци пред своето јавување на Пресветата Дева Марија во Назарет, великиот архангел Божи Гавриил му се јавил на првосвештеникот Захари во Ерусалимскиот храм и му рекол дека ќе добие син. Бидејќи жена му била во години, Захари не поверувал во зборовите на Божиот известител и онемел, па така останал се до 8-миот ден по раѓањето на Јован. Гласот дека на Захари му се јавил ангелот Божи, дека онемел, а потоа му се одврзал јазикот штом го напишал името Јован, се разнел по сиот Израил и до царот Ирод. Уплашен дека некој ќе биде поголем од него, Ирод, кога наредил да се заколат децата во Витлеем, пратил луѓе и во домот на Захари за да го убијат Јована. Мајката Елисавета благовремено го сокрила детето, а разјарениот цар Ирод испратил джелати кај Захари кој го убиле во храмот. Елисавета со детето се сокрила во една пештера, во која што набрзо и умрела, а младенецот Јован останал сам во пустината, препуштен на грижа на Бога и неговите ангели. 30 години подоцна, Свети Јован ќе биде тој што на светот ќе му проповеда за синот на живиот Бог и ќе го крсти Исус во реките Јордански. За многу години. Катерина Ристовска има 38 години и боледува од мултиплекс склероза. Неопходно е да оди на лекување во Германија, па за таа цел, доколку сте во можност, донирајте 100 денари на телефоните 143 550 за корисниците на А1 и 143 113 за претплатниците на Телеком. Ви благодариме на човечност. За да го замразиш светот, гледај вести. Патувај и ќе го засакаш. Пријатно. Пријатно.